Гневливиот човек кавга започнува, а избувливиот изобилно греши. Книга Соломонови изреки 29:22. Голема мудрост е да се знае да се совлада гневот и да се стиши избувливоста, затоа што гневот ја потиснува способноста да се действува разумно, да се остане воздржан и внимателно да се размисли за соодветен одговор при дадена ситуација. Во услови на повреденост, чувствата знаат да зовријат и да го завладеат умот, та во недостаток на самоконтрола своеволно да си земат целосна оддишка. За Свети Јован Златоуст, гневот е кратка лудост, а кога ќе помине, разумноста се враќа. Кога размислува за минливата и неразумна природа на гневот, тој нагласува дека гневот ги води луѓето безумно да действуваат, па вели: не дозволувај твојот гнев да стане навика. Тоа е како оган што може да уништи се што ќе му се појави на патот, вклучувајќи го и носителот на гневот. Да, подобро е пожарот да се спречи, отколку отпосле да се гасне, па и откако ќе се изгасне, тој секогаш остава пустош зад себе. Врз основа на очигледното искуство од човековото секојдневие, Свети Григорий Богослов слично советува кога вели: не дозволувај лутината да загосподари со тебе, затоа што таа сигурно води кон пропаст. Гневливиот човек кавга започнува, а избувливиот изобилно греши. Книга Соломонови изреки 29:22.